Влегуваме во последниот час од утрински брифинг. Веднаш да го најавам мој гостин е колегата и менаџер Љупчо Зиков, но пред да му дадам збор и да поразговараме малце околу енергетската криза, околу буџетот и оставката на премиерот, Крис Атовска што туку влезе не информира дека држи прес бугарскиот државен обвинител и според неговите првични оценки дека виновник за несреќата е најверојатно лошата сигнализација на автопатот по кој се движел македонскиот автобус, а веројатно допрва ќе се испитуваат и причините за евентуалната вина или несоодветна функционална реакција на шоферот на Беса Транс. Се разбира, тоа може да предизвика други премрежја не само кај роднините на загинатите, туку и од аспект на македонскава јавност која со право бара одговорност заради начинот на кој е изведен транспортот во такви услови во кои се одвивал патот од Истанбул кон Скопје. Се разбира, до крајот на овој утрински брифинг, Атовска веројатно ќе има во низините минути уште нешто да соопшти. Зиков, да се вратиме на нашата помалку травматична состојба со енергијата. Во својство на менаџер, после ќе разговараме како аналитичар. Ги примивте парите 15-17 милиони од владата и ги трансферирате кон должниците на меѓународната берза за, да речем условно, за преземањето на струјата без дозвола. Да, парите се примени. Тоа е уплата од ЕСМ кон МЕПСО. Предходно владата интервенираше на како што јави владата, нели, во финансискиот аспект на сите енергетски компании во Македонија. Мислам дека деновиве стигна фактурата, ако не се лажам вчера, фактурата од Европскиот пазар, така да кај да е, ќе биде уплатата. Има ли можности од корпоративни консеквенции со оглед на тоа дека сте поврзани со некакви етички, професионални и други узанси во таквиот упат на струјата преку трансфер линиите? Па, знаете што, тој пазарот така функционира. Значи, МЕПСО е дел од таа мрежа, каде што се балансираат и работите мора да бидат избалансирани. Во сложена е таа тема со струјата. Јас морам да се оградам до некаде дека и не сум надлежен до крај да зборувам, но тоа што има таму експерти кои дошле тука рекле дека тоа се такви добри практики каде што најавуваш и вишокот на струја можеш да го преземеш. Значи има ситуации кога МЕПСО во историјата давал струја во системот и наплатувал. Така да сега дошло време заради сите овие дисторзии што се случуваат на енергетскиот пазар во Европа да МЕПСО земал струја. Јас сакам само да апелирам и да потенцирам во коректност на она што го гледам по социјални мрежи, по други телевизии, каде што обично опозицијата тоа го етикетира како крадење на струја. Тоа не е крадење на струја. Тоа се случува, како што реков, ние као држава и како МЕПСО сме наплатувале струја од системот. Значи тоа е кога системот не ви е, овака едноставно кажано, кога не ви е избалансиран, кога вие немате да интервенирате со домашни енергетски капацитети во таа мрежа, тогаш вие повлекувате струја. Тоа е автоматски, вие и да не ја повлечите, ќе ви ја дадат и ќе ви ја наплатат. Добро, втора вест која те преследнува во овие разговори, ако разговорот подолго време го договараме, е експресната смена на, или повеќе би рекол очекуваната смена на директорите на двата ТЕЦ, РЕК Битола и Осломи. Не одам по периферијата дали бил армоникаш, свирач и така натаму, зашто таквата критика толку ме наежува, зашто ние сме имале градски татковци со сонати, со армоники. Ја познавам видни бизнисмени кои се пијанисти, па од тоа не правиме драма. Но прашањето е, дали со оваа смена ЕСМ признава дека дел од менеджментот, врвниот менеджмент, не постапува енергично, брзо за проценка на енергетската криза и за евентуално сузбивање на можните последици. Чом, пошто него договаравме многу разговорот претходно за конкретно ова, јас ке се оградам од одговор, заради тоа што јас сум менаџер во МЕПСО. Добро. МЕПСО е сосема друга компанија државна.
ЕСМ, тоа се внатрешни работи во ЕСМ. Значи за нивните смени ќе ги прашате нив во тој дел. Ја можам да искоментирам, еве ако ми дозволите, за човечкиот аспект на оваа смена и за коментарите повторно во медиумите кои беа бизарни во текот на вчерашниот ден и утро гледав некои коментари за професионалната спремност на тие луѓе. Јас колку што знам, луѓето кои работат на клучни позиции во она што значи стратешка структурна организација, особено во енергетиката, а тоа е исти случај и во рударството и во машинството, таму и во Македонија нема импровизации, да се разбереме од аспект на стручност. Така да ја не се сомневам во стручноста ниту на претходниот директор кој е сменет заради некои причини, не се сомневам ни во овој директор кој не го познавам, ни едниот ни другиот. Да продолжиме зашто инаку само една ситуација на алиби. Една опаска сакам да дадам и јас, дека многу професионалци и министри, и директори и видни луѓе во Македонија во своето минато, сите поминуваат години во животот, во своето минато биле и музичари, и келнери, и конобари, и фудбалери, и се било, па у еден момент доаѓа до таква ситуација. Од тој аспект коментарите се многу приземни и бизарни што ги гледаме во социјалните мрежи. Добро, овој пакет, вака да речем условно како реакција Facebook, сепак не одлепува од главната димензија за овој разговор, а тоа е буџетот и буџетската потрошувачка. Ние лани имавме здравствен буџет. Дали оваа година ќе имаме енергетски буџет со оглед на предизвиците што ни престојат оние 4-5 месеци со можна инсуфициенција на струја, на интервенција на државата со значајна сума за да се стабилизира пазарот пред се за домакинствата. Па ако гледаме буџетскиот дефицит од 500 милиони евра, значи нели 3,9 милиарди се приходите проектирани, а 4,4 милиарди би бил буџетот. Тие се објаснети од страна на надлежните дека ќе бидат развојни и во делот на капитални инвестиции. Јас мислам, моја проценка е дека таму има и некои гапови кои ќе бидат искористени за стабилизирање на пазарот енергетски, бидејќи пазарот енергетски реално Македонија во овој момент прашање и дали може како држава да го контролира ова што се случува на светските берзи за струја, на светскиот пазар, заради тоа што поготово на европскиот, заради тоа што влијанијата врз нашите проблеми во моментот, има еден дел кои се наши субјективни проблеми во 30 години на назад, од аспект на капацитетот на производство на струја, зошто не е поголем и така натаму, тоа е сосема друга тема. Во моментот кризата не е индуцирана од внатре, значи таа е индуцирана од надвор. И анализите се дека во суштина тука кризата потекнува заради високата цена на газ, а европските електрани се на погон на газ повеќе. Сега тука е тој руско-европски проблем што во овој момент као геополитика се развива. Ако ги ставиме и сите други елементи на тој проблем, мигрантската криза на белоруската граница, Русија, газот, Северен ток 2, јасно е кризата зошто е створена и таа се појави реално на крајот на јуни, почетокот на јули месец како криза. Претходно беше сосема друг период на светскиот пазар. Добре, ама е факт дека тој што следи енергетски пазар имаше навестување со гасот уште и пред јуни. Сосема е сигурно дека овие менаџери морале да предпостават и да водат сметка дека покачувањето на светските берзи на енергенсите веројатно ќе предизвика лавина и на реакција на домашниот пазар. Грешката е веројатно на ненавремената реакција што сега се прави, како обично народ вели, на сам Божик мисирка се коли. Јас донекаде се согласувам. Донекаде не можете да го преюдицирате шокот што ќе настане. Знаете, ние во историјата сме имале, например, нафтени шокови. Да. Ти си повозрастен, се сеќаваш, 1/10 нафтени шокови имало во последните 40 години. Да речеме. Тоа е исто. Ова е шок кој е индуциран врз основа, ако мене слободно ме прашате сега да коментирам надвор од се, значи ова е чиста геополитика. Сега тоа се политички прашања. А ние многу јаки играчи геополитички. Значи, прашањето е колку сме можели ние, знаете кога сега не дај Боже, како велиме, Македонија е сочена со многу трагедии во последно време, ама тоа е како денеска да ви удри земјотрес сега, додека ние седиме во, не дај Боже, во ова студио. Вие тој шок не можете да го предвидите. Ова на пазарот од прилика е така. Иако имаме ние субјективни наши проблеми како економија, која и пред оваа позиција сега што ја работам оваа работа,
и со капитал и дневно и сега ние анализираме тоа дека Македонија енергетски мора да направи голема реструктурирање на своите капацитети и инвестиција во нови капацитети за производство на струја. Ваквите работи можете да ги решавате на два начини. Ваквите шокови. Да имате спремна економија, спремна држава со енергетски капацитети кои ќе произведе доволно струја да може да се снабди своите потреби пред се населението и стопанските капацитети, индустријата, економијата. Тоа е едниот начин да ја произведите струјата дома и при тоа да имате ефтин погон за производство на струја. Тоа треба да се размисли. Значи РЕК Битола дефинитивно не е тоа. Значи о тоа. И ние колку што знам и колку што сум читал, ние до 2030 година мора да се справиме со РЕК Битола и веројатно и да го затвориме. Тоа е едната работа. Втората работа е вториот начин како вие да го решите тоа со струјата е, има и такви држави во светот, да купувате струја. При тоа тогаш треба да имате добри трговци во државата кои ќе купуваат преку фјучерси, преку слотови, значи претходно добри цени да се добијат и така. Меѓутоа, денеска имаме шок на пазарот енергетски. Значи тоа е шок индуциран, повторно ќе кажам, од според мене од геополитички прашања. Дали е возможно ние да останеме на овој буџетски дефицит од 500 милиони во услови ако тоа се развива како посериозна криза во која веројатно ќе има потреба од интервенција, од задолжување. Дали можеме тоа да го предвидиме финансиски со оглед на фактот дека од политички ангол на посматрање има една добра констатација, опозицијата вели ние ќе гласаме буџет, не сакаме да ги оставиме пензионерите, стопанството и така натаму. Што зборува за подготвеност на политичките фактори да се соочат евентуално со друга криза. Оно што не гледам кај опозицијата е тие не даваат идеја како треба, тие викаат важи ќе ве гласаме за народот не страда. И тоа е премногу површно, паушално, популистички и така натаму. Океј, тоа е работа на опозиција да бидат популисти во случајот. Знаете, кога го гледаме дефицитот буџетски од 500 милиона евра годинава, јас сум склон да прогнозирам дека таму се тие гапови джебови, значи кај што се оставени за евентуална интервенција на ако енергетската криза продолжи, ако треба повторно да се интервенира. Тоа е работа на државата. Веројатно тука ќе страдаат другите капитални инвестиции. Значи мислам капиталните инвестиции кои се што не е новина кај нас. И тоа не е новина, тоа со години е така. Значи сега треба да бидеме реални. Значи која и влада да е. Еве сега е оваа влада, идеме со политичка мала нестабилност која веројатно периодов ќе се реши во тој дел. Меѓутоа, хипотетички утре да има избори, друга влада да дојде, истиот проблем ќе го наследи. Значи таа мора да го решава проблемот. Од тука не може анализата и критиките да бидат само во линија на тоа неспособни сте или не знаете како да работите и тоа. Па еве лидерот на опозицијата е од СМ, човек од провиненција од СМ. Што не излезе на 1, 2, 3 пресконференции денови, нека каже како треба. Он е таму 10 години, така? Значи може он да ги даде добрите услуги, не да кажува дека ние ќе огласаме заради доброто на народот буџетот и за да народот не страда за леп, и тоа што тоа е чист популизам, него нека помошта од лидерот на опозицијата би било да излезе и да каже под 1, 2, 3, 4 и 5 тоа предлагам за енергетскиот систем. Ај ние да кажеме малце за лидерот на власта, например, и тоа е секојаш најатрактивната. Утре се очекува, ако не преовлада оваа популистичка варијанта Заев остани, премиерот да си замине. Се навестуваат негови наследници можни, меѓу другото и финансист кој сега работи у Министерството за финансии. Дали мислиш дека смената може да повлијае на динамиката на водењето на макроекономската политика на почетокот од годината, кога практично почнува реализацијата на буџетот? Па не, ако се усвои буџетот сега, премиерот во некоја процедура би го добиле некаде во декември, да речеме пред нова година, значи во таква процедура, буџетот е тој во Македонија. Ние толку се парите. 3,9 можете реално да соберете, другото е состојба колку ќе се задолжите. Значи тоа е одлука политичка. Со оглед на тоа дека Министерството за финансии веќе излезе со предлог буџет, нели на тоа, владата колку што сме информирани, нели го усвоила као предлог. Тој сега е на расправа во телата во парламентот, тој ќе помине. Макроекономската состојба во Македонија долги години назад е
нешто што е најстабилно во државата. Денарот е најстабилен во државата, гледате нема дисторзија на денарот, нема девалвации. Тој се штити со сите средства, како што викаат нашите министри и премиери, така да во тој дел ниеден премиер нема пресудна улога во делот на макроекономската политика. На крајот на денот мониторинг на тоа прави Меѓународниот монетарен фонд и тоа е некоја рамка која е утврдена и која се оди. Нешто друго треба да се прави во Македонија. Значи, јас и во ова студија неколку пати сум кажал, како ние да го реструктурираме буџетот на среден и долг рок, да не биде тој социјален, да не биде тој за плати на големата прекумерна јавна администрација, на пензиските трансфери, на социјалните трансфери, а да остануваат пари за капитални инвестиции и конечно тие капитални инвестиции што ги најавуваме со години да се прават. Не можете вие да кажувате дека 15 години во државата, Чебрени галиште, хидроелектраните требаше да бидат направени до сега, така? Се менуваат и приоритетите на капиталните инвестиции. Веќе почнуваме да како што доаѓа времето се менуваат за образование, за новите, да речем, условни дигитални сфери на живење. Па ние колку повеќе чекаме, колку повеќе не можеме да донесеме клучни одлуки за економијата и за развојот и за животниот стандард и за економијата, толку повеќе времето не гази. И нормално дека доаѓаат други приоритети. IT технологиите сега се и вештачката интелигенција за 3 до 5 години ќе бидат главни во државата. Зиков, на крај да те прашам, тоа е сите очекуваат како својна анкета. Очекуваш, веруваш дека Заев ќе се повлече и дека ќе имаме нов лидер и нов премиер? Според сите сигнали што ги добивам од политичката сцена во Македонија, а и ја и ти сме добро информирани, знаеме, мислам сега добро информирани, пред рака збориве, ја мислам дека ќе го оствари Заев ветувањето, дека ќе ги даде оставките. Така да нема ниту една друга изјава или навестување дека тоа нема да се случи во петок. Што натаму ќе биде, не знам. Значи, ние не сме Шведска, и ако стренеме тамо, за 24 часа новата шведска премиерка ја избра и си даде оставка и нема турбуленции во развиена Шведска. Колку за предпоставката дека некаква политичка остава може да предизвика лавини од политички промени. Ако ми дозволиш за крај еден коментар визави ова. Значи, моето лична перцепција е дека Заев не требаше да ја даде оставката. Сега сме го дискутирале, значи мислам дека Заев е потребен на државата овој период. Тоа е едната страна на медалјата и мислам дека Македонија прилично ќе загуби или ќе се врати еден чекор назад со оставката на Заев. Тоа е моја проценка во тој дел. Меѓутоа другата страна на работиве е дека Заев со оваа оставка и со ова однесување во последните месеци на политичката сцена со сите најави и со културата на политиката што ја дава сега во овој период воспоставува сосема нови стандарди на политичката сцена во Македонија. Знаете што? Сега е оваа епизода. За 6 месеци до година дена можеби ќе биде друга епизода, па ќе мериме на друг начин тогаш како. Добро, утрински брифинг има некоја динамика. Лјупчо Зиков, ти благодарам многу. Тоа беше економскиот аналитичар и менаџер.